Со зелено знаменце, премиерот Димитар Ковачевски денеска даде знак за отпочнување на градежните работи на коридорот 10Д, кој ги поврзува Прилеп, Битола се до грчката граница. Ова е дел од најголемиот владин проект вреден 1,3 милиарди евра. Градбата на коридорите 8 и 10Д значи нови 8.000 работни места, нови инвестиции од 1,3 милиарди евра и номинален раст на бруто домашниот производ од 2% во наредните 5 години на годишно ниво. Паралелно со реализацијата на овој проект се отвораат можности за нови бизниси, изградба на нови објекти од различни дејности, бензински пумпи, ресторани, хотели, одмаралишта, деловни објекти. Тоа се можности за отворање на нови работни места, за вработување на жителите од регионите, каде што ќе поминуваат автопатските делници од коридорите. Кај нас, најразвиени се регионите и градовите кои што се наоѓаат на коридорот 10, а најмалку развиени се регионите кои што се наоѓаат на никогаш изградениот коридор 8, североистокот и југозападот на земјата. Со ова обезбедуваме и рамномерен регионален развој, имајќи во предвид дека веќе се гради експресниот пат кон границата со Бугарија. За заменик премиерот Артан Груби, започнувањето на градбата на коридорот 10Д става крај на обструкциите кон зацртаниот пат на земјата за интеграција во европското семејство. Од денес, при изградба на вакви инфраструктурни проекти најголеми во историјата на нашата земја, упатувам порака дека е дојдено време од денес да ставиме стоп, крај и на блокадата на нашето европско интегрирање, и тоа е веќе започнат проект заедно со премиерот Ковачевски, со партнерите од коалицијата, и нема никој да му застане на пат, како што нема да му застане на пат ниту на овој проект на изградбата на автопатиштата. Така да спремете се, качете се сите на овој воз кој што вози кон Брисел и кој што нема кој да го сопре. Изградбата на оваа делница за министерот за транспорт и врски Благој Бочварски е значаен проект и за Пелагонискиот регион. И ова е силна порака од владата до сите граѓани и стопанственици од регионот. Веќе не зборуваме за програмски ветувања, денеска зборуваме за старт на најголемиот капитален проект за Пелагонискиот регион. Капиталните проекти ги реализираме одлучно и оправдано затоа што Пелагонискиот регион мора да се развива. Секој вложен денар на државата е влог за граѓаните, за безбедни и модерни патишта, за развој на локалните бизниси, за подобро регионално поврзување со соседите. Денеска започнуваме со изградба на ново модерно автопатско решение од Прилеп до Битола со должина од 39,3 километри. На прашањето зошто овој проект, изградбата на коридорите 8 и 10Д се значени за Македонија и незините граѓани, директорот на јавното претпријатие за државни патишта Еју Простеми со следниот одговор. Овој проект е најзначаен бидејќи Европскиот патен коридор 8 е многу важен регионален патен правец и околу 300 километри поминуваат низ нашата држава. Тој е многу важна врска исток и запад, а нам како држава ни овозможува поврзување со две пристаништа. Едно во Бургас, Република Бугарија, и другото во Драч, Република Албанија. Во иста мера значаен е коридорот 10Д, кој не поврзува на југозапад со Република Грција преку граничниот премин Меджитлија. Задоволството од практична реализација на проектот изградба на споменатите коридори ги изрази и дипломатските представници на Турција и САД во Македонија. Со задоволство увидуваме дека Северна Македонија, која со својата географска положба е позиционирана врз еден стратешки коридор каде се вкрстуваат оските на исток и запад и север и југ, го зголемува својот капацитет во областа на транспортот. Во подобрувањето на патната инфраструктура во Северна Македонија е од суштинско значење за економскиот развој. Изградбата на модерна патна мрежа не само што ќе ги движи луѓето и трговијата, туку и ќе привлекува повеќе инвестиции во Северна Македонија. Транспортните рути, како што се коридорот 10Д и коридорот 8, ќе доведат до поголема регионална интеграција и градење на потврсти врски меѓу соседите. Од менаџерот на изведувачот американско-турската компанија Бехтел Јенка е дадено ветување дека зацртаните рокови за градба, а тоа се следните 5 години, ќе бидат испочитувани навреме.